7 месеци откако објави дека ќе биде на палијативна нега до крајот на животот, поранешниот претседател Џими Картер и неговата сопруга Розалин имаа ретко појавување за време на фестивал на кикирики во нивниот роден град Плейнс, Џорџија. Нивното возење во парадата го означи почетокот на една недела прослава на 99-тиот роден ден на Џими Картер на 1 октомври. Беше неверојатно со оглед на тоа што тоа е на палијативна нега и тешко е да излезе овде. Според моје мислење, тој е еден од најцврстите мажи кои некогаш биле председатели. I think there's a misunderstanding. Мислам дека има недоразбирање за палијативната нега, дека таа е само за луѓе кои се неколку дена пред смрт. Тоа не е нешто што го вели оваа здравствена програма. Авторот Џонатан Алтер, која напиша биографијата на Џими Картер, објаснува како семејството го поминува крајот на својот живот. Do as much as you can. Правете колку што можете, за онолку колку што можете и колку долго можете. Алтер вели дека со палијативната нега на Картер и борбата на Розалин Картер со деменција, парот ги учи другите. It was very intentional on their. Има намера да направат добро за светот со испраќање порака дека не мора да се повлекувате поради овие одлуки на крајот на животот и има и други опции за луѓето. Додека тие се откажа од секојдневните активности на глобалната непрофитна организација што ја основаа во 1982 година, извршната директорка на центарот Картер Пејч Александар вели дека илјадници вработени и волонтери ширум светот ја продолжуваат работата на Картер, промовирајќи мир и борба против запоставените тропски болести без прекин. Последниот пат кога разговаравме, тој не ме праша за политика. Тој не ме праша за ништо, освен за бројот на гвинејски црви. На пресконференција во 2015 година на која објави дека боледува од рак, од кој успешно се излечи, Картер ја изрази својата најголема желба пред неговата смрт. Сакам последниот гвинејски црв да умре пред мене. Кога центарот Картер ги започна напорите за спречување инфекција од гвинејски црви во 1980-тите години, тогаш имаше 3,5 милиони случаи во 21 земја. Пејч вели дека искоренувањето на запоставената тропска болест е поблиску од кога било. Имаме 6 човечки случаи во 2 земји, така што сме прилично близу. Во телефонските разговори на Александар Пејч со Картер, Кога последен пат разговарав со него за да му честитам роден ден порано, тој рече: "Не сум баш сигурен колку сум среќен што наполнив 99 години." таа вели дека е свесна за континуираната поддршка и восхит. I love you, Jimmy Carter. Happy birthday. Мислам дека тоа можеби е специјалниот рецепт што го одржува во моментов. Тоа и сладолед со путерот кикирики. Пејч вели дека парот Картер ужива заедно, понекогаш обкружен со семејството, во малата заедница што ја нарекуваат дом од 1920-тите години. Тие се токму таму каде што сакаат да бидат, заедно во нивниот роден град Плейнс, Џорџија.